Ќе се согласиме сите заедно дека ова е одлична, навистина одлична преработка на Не заборавај на Калиопи и Ромео Грил. Одиме ние натаму, втора тема во информација точна и навремена или нашата отворена утринска програма наречена ИТН. Ќе зборуваме за менталното здравје. Велат личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината. Ќе прашаме многу нешта, се надевам заедно ова утро. Јас одовде од студио, а вие на отворените телефони на телевизија Нова веднаш да ви ги кажам 2-402-005 и 2-402-002. Со нас во студиото е професор доктор Благица Ризовска-Ванич, гешталт тренер и терапевт. Добро утро, добре не дојдовте. Добре ве најдов. Да. И морам да кажам дека на задоволство мој и се надевам ваше, ќе се дружиме секоја среда, така во истиот овој термин и ги поканувам и гледачите да запаметат среда во 8:20 на минути некада пред телевизор за да видиме што е новото кое што ќе го искомуницираме заедно, а секако ќе поканиме и нив сите оние прашања и дилеми кои што ги имаме, а ги имаме во ова време, нели? Кога не знаеме што и кому да се обратиме, освен можеби на Google да прочипкаме нешто што ни интересира за темата и тоа е тоа. За почеток, кога јас чипкав за темава, знаете што недов? Што било ментално здравје? Вели вака, а ментално здравје значело чувство за добросостојба, самодоверба и самопочет и ни овозможувало да уживаме во целост и да ги почитуваме другите луѓе, секојдневието и средината. Блиску сум до одговорот или тука сум некаде? Тука некаде, да. Повелете. Значи, сето она што се однесува на психолошката, емоционалната и социјалната добросостојба на човекот може да се сврсти во под дефиницијата ментално здравје или на еден начин многу по-народски објаснето, тоа представува сето она што не се гледа кај човекот, а и како е многу битно за да може било која индивидуа значи да функционира во рамките на средината во која што живее и функционира. Така да, сето она што е поврзано со нашите емоции, сето она што е поврзано со нашите чувства, исто така организмот, бидејќи нели сето тоа се случува во рамките на нашиот организам и на крај сето она што можеме да го видиме во вид на однесување влегува во делот на менталното здравје. Сега бидејќи не се гледа, бидејќи е дел кој што ретко е видлив за околината, луѓето сметаат дека можат да го зацкријат или да не посветуваат толку многу внимание на себе, така да најчесто фокусот на индивидуалците е да изгледаат убаво, да работат на своето тело, на сабајле да станат да се облечат убаво, да стават една убава маска за околината. И на тој начин сметаат дека ќе сето на другото што е оставено под тепих, нема никој да го види, дека ќе можат лесно да се снајдат или убаво да живеат. Без разлика на тоа што многу работи таму останале незавршени, многу работи останале неразјаснети, многу малку време сме се посветиле на себе за да видиме што е она што јас го чувствувам, што е она што јас го доживувам, низ кој све стрес поминувам во секојдневието, значи со сите оние обврски што ги имам, нели во оној рационален дел, ние во 95% денот времето го трошиме на што треба да направам, значи сме во рационален дел. И многу малку време ни останува за да се посветиме на што е она во позадина или што се случува со моите емоции, што се случува со моите доживувања, што се случува со моето тело во позадина, колку сум изморен, колку потреби имам што не сум ги задоволил во текот на денот, дури не сум ги ни освестил, затоа што сум немал време да си се прашам што чувствувам, што ми е потребно, што можам да направам за себе различно од ова што во моментот си го правам. Значи, може да се каже дека симптомите за негрижата или неводењето сметка за своето ментално здравје можат да бидат видливи на сите овие нивоа што ги споменавме. Значи, во делот на мислите кои што најчесто се многу негативни, многу оптоварувачки, повторувачки. Знаете, оние луѓето ќе кажат имам еден филм што си го вртам цело време и никако да застане. Ми се јавува и навечер, па не можам да спијам, па кога ќе се разбудам чувствувам уште поголема тежина. Во текот на денот кога треба да имам
да речеме, Најмногу се волја представам има, да. пред своите колеги на работа или пред своите менеджери, јас се блокирам целосно, не можам да зборувам, се укочувам, ми доаѓаат мислите колку сум неспремен, неспособен, значи тешки оптоварувачки мисли кои што најчесто имаат негативна порака и негативна конотација. Тоа е едниот, да речам, начин, еден сегмент или дел. Кај некои други ќе се појави на ниво на емоции. Значи, станува збор за многу тмурни, депресивни, интензивни емоции на очај, тага, безнадежност, безволност, значи луѓето не се способни да се подигнат, да станат, да си ги завршат обврските, многу долго спијат или како што спомнав претходно, може и воопшто да не спијат. Така. Значи Филмот е цело време истиот, така се будиме, заспиваме с истиот лошно. Интензивна и лутината многу е присутна, која што може да менува форми, да биде и оче, и гнев, и на крај, нели, дури може да дојде и до насилство, кое што најчесто, ако не го изразам надвор, го свртувам кон самиот себе. Па тука се јавува грижата на совест, како еден од симптомите на таа ретрофлексија. Так, постојаното критикување, постојаното камшикување на самиот себе, кој што доведува до многу, како што спомнав, серија на негативни емоции кои што се многу интензивни. Потоа може да се јави на ниво на однесување, значи автоматски е проследено со намалена можност да преципирам работи што претходно сум ги преципирал. Значи што ми биле интересни, што или сум имал некаков потенцијал кој што претходно сум го реализирал, сега не сум во можност да го правам тоа. Или пак имам преголем фокус само на една работа, или имам многу развлечено внимание за сите работи, како што спомнав, може да се одрази на спиењето, навиките за спиење, може и на навиките за јадење. Премногу јадење, премалку јадење, или во односите за другите луѓе, многу отворени односи или преголема повлеченост, значи сето тоа може да биде симптом за некаков проблем, да речеме, во позадина, кој што и така стои... Дека изгледа сите ние имаме некаков проблем во позадина. Некаде ќе се промене секој од нас да бидеме искрени. Ќе ви кажам дека тој што вика дека нема проблем, најчесто е првиот на кој што му е потребна помош и поддршка, значи во 100% секој човек, нели, во зависност од својата генетика, своето искуство, што го имал, животното искуство, воедно и нели самиот како личност каков е, врз основа на овие фактори, си има некој свој начин на преципирање, меѓутоа и свои механизми, би рекла, на одбрана. И во зависност од тоа, на сите нас ни треба понекогаш помош и поддршка. На кого помалку, на кого повеќе, меѓутоа на 100% од луѓето им е потребна. Прашувам најискрено за да се доближиме најмногу до нашите гледачи и сите оние прашања можеби кои што еве тие се обидуваат да ни се јават и да ни ги кажат на телефони ги имаат. Мене ме интересира нешто друго. Дали ние го надминавме проблемот околу тоа тебе ти треба психолог или психијатар, па е тоа моментот кога некој е ненормален, односно нели, кога треба некого да зашамараме, зборувам со зборови, ние му кажуваме тоа. Дали се надмина проблемот наш собствен, дека можеме да отидеме и тоа е нормално, секаде во светот, па и кај нас треба да е нормално посета на психотерапевт, на психијатар, за да видиме до каде сме, за да си ги кажеме работите, или нели сега актуелни се терапии. Сите сме некаде за на терапија. Добро, значи проблемот се уште не е надминат, значи не само кај нас, туку и на глобално ниво, значи стигмата за што представува нели менталното здравје или одењето или посеќањето на стручњак, служба која што се грижи за ментално здравје, значи се уште е ова табу тема или се уште тема на која што треба многу да се работи во иднина. Работиме на тоа, значи се повеќе работиме на тоа да се подигне свесноста кај луѓето колку е битно да се грижат за себе, за сопствениот раст и развој, лично и професионално би рекла. Така да сепак ќе кажам дека окей, се зголемува бројот на луѓе кои што здрави луѓе со здрави потенцијали кои што доаѓаат на психотерапија за да си разрешат некој проблем што во моментот ги мачи. Се поголем е бројот во последните неколку години. Значи веќе се освестуваат колку им е тоа потребно.
Сепак, во најголем дел, во моментот кога ќе дојдат да посетат психотерапевт, веќе е касно за психотерапија. Значи, веќе се симптомите имаме нарушено толку ментално многу, здравје. Да, значи веќе имаме состојби кои што побаруваат друг тип на терапија, која што најчесто е комбинација од фармаколошка терапија, нели, или во комбинација со психотерапија доколку е возможно, значи зависи за која состојба зборуваме. Да. Сепак луѓето доаѓаат кога симптомите ќе станат толку многу видливи за да го нарушат целокупното функционирање на личноста. Значи, се повеќе ние работиме и дискутираме и пишуваме и зборуваме за тоа дека е многу битно да се работи на превенција, да не дојде до тоа. Значи, во раните фази, кога човекот ги сочувствува тие благи симптоми или промени на ниво на мисли, на чувства или на однесување, тогаш би требало да побара помош и подршка и тука нема ништо страшно, ништо чудно не се случува. Да се душата се вика тоа. Значи, разговарате со еден човек кој што на некој начин представува огледало на вашата состојба, значи идејата е да се видите како во огледало. Тој човек е неутрален, значи не е емоционално врзан со вас, не ве познава, не ве суди. Значи е најчесто човек што е обучен, кој што има поинакви малку вештини за да го води, фасилитира процесот и да ви овозможи да се видите што си правите во моментот. Значи идејата е да се видите. И кога ќе им кажете вака на луѓето кога ќе дојдат, јасно им е на почетокот или тој што има голема мака, ништо не му е јасно, па тргнува некаде во одењето. Има проблем во тоа да се отвори, да се каже, да се каже до каде е стигнато со собирањето на работите. Нели сите велиме собирањето на работите и собирањето на средствот не носи потоа во друга насока, на лоши болести и така натаму. Јас мислам и тврдам дека 90% од она што ни се случува на ниво на смртност не е толку од тоа дека ние сме многу болна нација, туку е дека ние сме сите многу под стрес и не знаеме што да направиме со стресот секојдневно. Да, точно. Најголем дел од сите оние смртни случаи што се повеќе се зголемуваат, пак ќе кажам на глобално ниво, не е само кај нас тоа. Значи, се повеќе расте и бројот на самоубиства, се повеќе расте и бројот на луѓе кои што страдаат од депресија, од различни видови на анксиозност, исто така сите психосоматски заболувања кои што се последица на акумулиран стрес од сите оние, како што спомнав, секојдневни обврски, тие се мултиплицираат бројките, значи трошоците кои што, да речеме, според Светска здравствена организација на глобално ниво ги трошиме се не се веќе милиони, него се со 12 цифри, ме разбирате? Не можете да го прочитате. Значи не можеме ни да ги изброиме колку пари се трошат за справување со последиците од немање соодветна превенција на менталното здравје. Добро. И превенцијата што? Превенцијата пред да дојдеме кај вас. Така, значи, се повеќе се посветува внимание на отворена кампања или отворено зборување и промоција во која што излегуваат, значи, луѓето кои што поминуваат низ различни епизоди, низ различни состојби и зборуваат за своите искуства. Или има доста видеоспотови сега кои што се многу актуелни, во кои што работат на подигнување на свеста дека колку е тоа битно, кои се статистиките, со што све се справуваме. Другиот облик на превенција е соодветни места или соодветни служби кои што ќе им бидат на располагање на луѓето во секој момент кога ќе им затреба помош. Значи, тоа како ало докторе да можеш да се јавиш некому и да си кажеш да те упати каде да одиш. Значи ние се уште, пак ќе кажам, треба многу да работиме и во овој сегмент, затоа што ние се уште немаме соодветни услови за психотерапија во најголем дел од да речеме здравствените домови, клиниките и така натаму, нити пак имаме доволен број на обучени професионалци кои што треба да поминат целата таа едукација за да може тоа да го практикуваат. Имаме значи психолози, психијатри и така натаму, меѓутоа самата психотерапија побарува една дополнителна едукација која што се уште ја немаме во формално образование, меѓутоа имаме школи кои што нудат неформално образование и најчесто тоа трае долг период, е работа на себе, искуствена работа на себе,
не се учи психотерапија од книга, Да. значи се учи само кога ќе се Преку седне, искуства со луѓе. ќе се седне на Така. столче и она што го споменавте. Тие што веќе дошле и го доживеале, знаат. Значи, веќе го поминале процесот и виделе дека не е ништо страшно. Така. Во однос на отвореноста, ако веќе некој успел да се мотивира да дојде до таа врата, понатаму е заедничка одговорност меѓу терапевтот и клиентот како ќе оди процесот и до каде ќе оди процесот. Да. Значи, секако дека ќе се отвори, ќе зборува, без разлика ли ќе зборува за мисли, чувства, телесни сензации или однесување. Тука е веќе и вештината на терапевтот да го улови моментот, да. бидејќи најчесто луѓето и не знаат, не се свесни Што им е? кој механизам го применуваат. Одбранбените механизми се несвесни. Значи, ние и не знаеме зошто си правам вака, зошто си го повторувам ова толку многу време. Значи, тука е, пак ја кажам, вештината и професионалноста на терапевтот да го води процесот на самоспознавање, па човекот да дојде до прво до свесност. Океј, ова е тоа што си го правам. Во која функција си го правам? Што ми носи? Бидејќи секоја реакција или секој одбранбен механизам има функција. Да. Значи, ние реагираме така заради некоја добробит, која што можеби во минатото била најздрав избор за нас. Така. Во минатото тоа било најздраво. Најздраво било да сум депресивен во одреден период кога сум изгубил некој. Ама после 6 месеци веќе потребен ми е друг механизам. Така да најчесто ако заглавиме во некој механизам кој што во минатото имал функција, ние умееме континуирано да се го повторуваме, дури и кога нема функција. Че после 10 години тоа изгубило смисла. Така. И тоа се уште се повторува. Она што го споменавте рацио и емоционално, мене тоа ми е многу интересно, нели, колку ние сите сме свесни или несвесни за емоцијата која што веројатно цел ден ја потиснуваме, затоа што нели треба да си рационален, треба да работиш, треба да создаваш, треба нешто да направиш, треба да го истрчаш денот и се да стигнеш. Нели, часовник нема врска со емоции. Времето те гази и што со тоа претпоставениот ти дава задача што не можеш да стигнеш да извршиш, па мора тоа после работа и ланчарниот систем продолжува, емоцијата никаде. Така, значи, допред, да речеме, 20 години, беше познат терминот емоциите остави си ги пред врата. И дојди тука без емоции. Значи, На работа без емоции. Тоа беше начинот на кој што во најголем дел, нели, со таа порака, луѓето си забрануваат да чувствуваат на некој начин. Значи, забранувам да имам било каква емоција, и добра и лоша. Никако. Значи, Така, заедно одат, во пакет. Да. Ако јас ги потиснувам или не сакам да ги доживувам негативните емоции, обично ни среќата не ја Така чувствувам. да. Значи, едно со друго е многу Не може- тесно врзано, не може едно без друго. доживувањето е сега, значи ништо не чувствувам. Нити се радувам, нити тагувам веќе на исти начин, нити тоа има интензитет како што сум знаел да доживувам. Значи тоа беше така како што спомнав, до пред 20 години, од кога почна една нова димензија или нови истражувања или нов начин на гледање на емотивниот свет или на емоциите, во кој што многу истражувања потврдија дека и како, ако умеам да си ги препознавам емоциите, да си ги прифатам емоциите, да си ги менаџирам емоциите и сегде со себе си ги носам, затоа што се дел од мене, тоа може да има само една позитивен исход за мене, значи да има позитивен резултат и нема ништо страшно во тоа да прифатам дека јас чувствувам. Да. Значи, тој концепт на емоционална интелигенција за кој што се почесто слушаме и читаме, кој се однесува на тоа дека пред се треба да тргнам од прифаќање на самиот себе, со сите мои мани и доблести, значи со сите мои емоции, со сето она што јас го носам како такво. И кога ќе го прифатам, ништо страшно нема. Значи, можам да го менаџирам, значи можам да одредам во кој момент Што да употребам. каде ќе бидам. Значи не е црно и бело, нели најчесто ние ги делиме на рационален, емоционален. А што е со сите варијанти што се измеѓу? Така. Значи, во суштина менталното здравје представува потенцијал јас да бидам, нели, во некоја точка од каде што во секоја ситуација ќе избирам. Ќе знам, така ли? Значи, ќе избирам, нели, креативен потенцијал. Што ми е потребно сега? Значи, во оваа ситуација до каде ми треба? Некогаш ми треба да сум
поемоционален, нели, кога сме во однос, нашите односи со блиските луѓе, со партнерот, со семејството, со нели, со нашите деца. Нив колку им треба рационален дел. Значи им треба до некаде, меѓутоа им треба и емоционално топол родител, без разлика ли е мајка или татко. Значи, тука идејата или она што се постигнува преку оваа работа на себе е да си го да дојдам до една точка во која креативно ќе одлучувам во секоја ситуација до каде сум. Значи, јас го водам процесот. Јас го контролирам процесот. Како терапевт и како тренер, успевате во својот живот да го комплетно да го примените ова? Комплетно да го применам, значи терапевтите се луѓе. И јас сум човек, така да... Нели вика рамнотежа да знам што да направам во секој миг, тоа навистина е вака изгледа премногу возвишено и убаво. Така, значи, пак ќе кажам, самиот процес на едукација за психотерапија побарува искуствена работа на себе и искуствена работа со другите луѓе. Така да низ тој пат, токму затоа е тоа толку долго и има толку многу обврски, би рекла, за низ тој пат, тој што се одлучил да биде психотерапевт, да се спознае и себе си до некаде, 100% никој не и 3 животи да работиме, нема шанси да се спознаеме во 100%. Меѓутоа, барем да, нели, да препознаваме што е она што си правиме и кои ни се другите избори во животот, бидејќи кога ќе препознавам, можам да изберам. Дали ќе продолжам ова да се го правам или можеби ќе изберам нешто поквалитетно за себе, за да имам поквалитетен живот, поздраво за себе. Во тој момент. Значи, во тој момент кога ми е потребно. Во некој друг момент, можеби нешто друго ми е потребно. Пак ќе кажам, бирам каде ќе бидам на таа оска. Така да, мене, јас не знам каква би била доколку не сум го изодила тој процес. Да, или процес. Значи, имав прилика по некоја случајност на видеокамера да видам мојата прва работа и последна работа. Навистина, да си направите среќа, па не, некако случајно се случило да моите две работи се снимени. Така да таа трансформација е најдрагоценото искуство за мене. Иако ќе кажам дека јас сум човек и во многу ситуации јас имам свој терапевт и свој супервизор. Тоа ќе ве прашав следно. И како ми е потребна поддршка, значи не само на лично ниво, туку и професионално, бидејќи инструментот за работа сум јас. Да. И низ вас како, дали сакате или не, поминува се. Така, колку и да си рационален, тогаш не можеш да останеш до крај рационален и во слушањето на другите. Значи, за тоа е потребна супервизија, континуирана супервизија и доживотна работа на себе. Значи, оваа професија бара доживотно посветување на работа на себе и лично и професионално. Така. Имам уште многу закажувања за ментално здравје, да оставиме и за следната среда или ќе одиме со друга тема? Одиме со друга тема. Да. Добро, можеме да продолжиме нешто со менталното здравје. Јас верувам дека вака ќе биде ова стигмата, ќе ја надминаме и дека ќе имаме многу повеќе јавувања веќе следната среда. Ќе останете овде во студиото за да најавам нешто што следува. Неколку минути имате за да ни се јавите и да добиете подарок. Ако не знаете зашто станува збор, тогаш јас ви кажувам дека утре во 19 часот на арената Филип II ќе играат Вардар и Реал Сосиедад. Тоа е коло од Лигата на Европа. Посакуваме Вардар да победи, да ги земе првите бодови во Лига Европа. Ми рекоа спортските новинари дека мислат и дека тоа ќе му се случи на Вардар. Во очекување да ни савите на 2402-005 и 2402-002 и веќе не морам да кажам затоа што веќе го имаме и првиот гледаш, да, кој што ќе добие 2 карти. Добро утро или добар ден веќе кому? Ало, добро утро. Добро утро. Александар Ристов од Драчево. Да, Александар Ристов од Драчево ќе навивате утре и во мое име за Вардар? Да. Да. Што мислиме, до каде ќе оди работава? Ќе победиме утре? Па, со Господ напред, само да победа. Добро. Значи, овде во Телевизија Нова веќе чекаат вашите 2 подарока или 2 карти за утрешниот надпревар Вардар Реал Сосиедад. Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам, останете и натаму, сега немате само заради подарокот да останете на Телевизија Нова, останете до крај. До 10 уште многу интересни содржини. Врзано, драги мои, со она што ќе се случува утре, морам да ви прочитам
Нешто што најдов, вели, не е баш секојдневие да ни гостува екипа како Реал Сосиедад. Вардар има сериозен предизвик, на гости во Скопје доаѓа еден од основачите на шпанската примера дивизија. Реал Сосиедад е следниот европски предизвик за Вардар во Европа лигата, тоа веќе ви го кажав. И што да ви кажам, уште дека е формиран во 1909-та, зборувам за Реал Сосиедад, и има 108 годишна традиција, а во 1929 година беше дел од оригиналната десетка, велат, што ја основаше популарната Ла Лига во Шпанија. И уште нешто, колку да ве заголица и дека нешто ќе се случува интересно, веројатно, на градскиот стадион Филип II утре вечер во 19 часот. Вели, се кријат ли адутите за мечот од третото коло во Европа лигата? Тоа е прашањето на нашите колеги од спортската редакција, кој шпионира во Сан Себастијан. Реал Сосиедад го затвори тренингот пред пат за Скопје. Можно ли е некој да се исплаши од нашиот Вардар? Дали имаме уште некого на линија 2-402-002 и 2-402-005? Уште 4 карти, односно 4 подарока за вас. Имаме ли уште некога кој што ќе ни се јави? Да, имаме. Добро утро. Господја ќе ни оди на Вардар Реал Сосиедад. Господја ќе оди, да. Колку убаво. Да. Кажете ни само вашето име и презиме, еве ми велат од Рижија, немаме многу време. Гордана Атанасова. Гордана Атанасова. Убаво да си поминате, навивајте за Вардар и се надевам на победа. Кога да ги картите и каде да ги земеме? Во телевизија Нова, да видите колку ни е убаво овде, ќе дојдете, ќе си ги подигнете влесниците, ќе ве чекаат тука. Благодариме. Да, благодарам и вам за јавувањето. Убав ден, останете со програмата на телевизија Нова. Кој е следниот и заокружуваме со ова? Ало. Добар ден. Добар ден. Кој ни ставува? Марија. Марија, и презимето се извинувам заради почет кон нели другите двајца кои што ни беа. Маријан? Марија Мишев. Добро, како и да е, снимено е се. Дојдете во телевизија Нова и две влезници ве чекаат за овој надпревар. Се надевам ке навиваме сите заедно за Вардар, јас од дома, а вие од стадионот Филип II. Ви благодарам и вам и се надевам дека оваа соработка ќе предизвика јавување, ќе ја надминеме бариерата. И мене исто така ми беше задоволство. Се видиме наредната недела. Така е, да. Ви благодарам и вам што бевте дел од овој дел на Отворената утринска. Сега имаме кратко време на оддишка, за да земеме здив, во 9 часот се гледаме повторно со новите информации. Време, вести од дома, вести од свет, останете тука.